Го слушав говорот на премиерот вчера, покасно, затоа што не сакам да ги слушам тие говори повеќе во живо, кои што се полни со небулози, кои што се полни со контрадикторности, со лаги, со клевети. Македонскиот национален идентитет не го загрозуваат малцинствата во уставот. Македонскиот национален идентитет го загрозуваат криминалот и корупцијата. Христијан Мицкоски и неговата криминална група ВМРО мора да разберат дека граѓаните многу јасно гледаат што тие прават. Намерно сакаат да изолираат земјава од Европа за да сочуваат својата криминална банда на власт. Вметнувањето на малцинствата во уставот со цел да се почитуваат нивните права не е загрозување на македонскиот национален идентитет. Напротив, тоа е зацврстување на нашиот национален идентитет. Кога малцинствата се дефинирани и се гарантирани со највисок правен акт на државата, тоа не слабее, туку не прави посилни и ја зајакнува кохезијата во општеството. Силна држава се прави со вклучување, не со исклучување. Единственото што е вистински загрозено со уставните измени е криминалната група на ВМРО и Христијан Мицкоски лично. Затоа што продолжувањето на европскиот пат значи примена на европски закони и правда. Значи европско јавно обвинителство пред кое нема да можат да командаат ниту од собраниска говорница, ниту пак преку нивните јавни телевизиски настави. Значи крај на наместените тендери, на партискиот грабеж, на државни, народни, граѓански пари. Мицкоски и неговата група свесно ја блокираат европската иднина на Македонија, за да ја продолжат кражбата на народните пари. И токму затоа, националниот идентитет им служи само како изговор за да зачуваат власта и да продолжат со своите криминални интереси. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да дозволи нашиот идентитет да се користи како штит за криминал и корупција. Македонскиот идентитет е најсилен кога е дел од Европа, а не кога е затворен во изолација и сиромаштија. Граѓаните знаат, вистинската закана за идентитетот, за државата и за иднината не доаѓа од малцинствата, туку доаѓа од криминалот и корупцијата на организираната криминална група на ВМРО. Изборот е јасен. Европска Македонија или криминална изолација. И благодарам. Гледайте, политичарите во секоја земја си ги избираат граѓаните. И ние нема што да коментираме кој како е избран во било која земја, вклучувајќи ја Бугарија. Во Бугарија граѓаните го избраа со огромно мнозинство новиот премиер Радев. Меѓутоа, клучното прашање и клучната работа е што ние немаме работа со Бугарија. Ние имаме работа со Европа. Ние треба да исполниме европски барања. Ние треба да исполниме договори кои што ги изгласале сите земји членки на Европската унија, секако вклучувајќи ја и Бугарија. Што имаме ние да разговараме посебно со Радев кога станува збор за нашиот европски пат? Ништо. Да, заедно со сите други европски лидери. И кога го спомнувате јазикот, многу битна тема, поради тоа што многу често се користи како изговор, премиерот го спомнува идентитетот, јазикот и така натаму, а тоа е само уште една тема на која што гледаме дека дечкото е лажго. Че премиерот лаже. Ќе кажам неколку примери. Прво, кажуваше дека со владата на Зоран Заев нема да добиеме датум за преговори. Па добивме. Па кажуваше дека јазикот е загрозен со Преспанскиот договор, дека имал некакви фусноти и така натаму, што излезе дека е лага. Па да повторам дека лажеше дека ќе го поништува и не го признава Преспанскиот договор. Како велеше, тоа за мене никогаш не е завршена работа, за после да каже тоа е ремек дело на дипломатијата. Дека ќе го поништува договорот за добрососедство со Бугарија, дека не е добар. Ќе го враќа уставното име.
Се е лага што кажува човекот. Зашто? Само за да се одржи на власт и да продолжи да го прави тоа што го прави. Што прави? Ете, што прават? Местат тендери и нивни блиски луѓе зимаат пари. Луѓето сакаат да се збогатат. Ништо друго. Затоа сакаат ние тука сме уместо. И затоа не сакаат да имаме прогрес и реформи. Тоа е вистината за оваа власт. И уште една работа многу битна во однос на јазикот. Постоеше декларација, не знам колку се граѓаните информирани, меѓутоа, еве да кажам каква е вистината и да наведам неколку поенти, последователни, кои што се случува во изминатите години, поради тоа што многу често од страна на Орбановите медиуми, главниот уредник на Орбановите медиуми, Латас, предводникот на таа црна кампања за лажување на јавноста, креирање психоза, луѓето веќе не знаат што е вистина, што е лага. Се изгласа декларација во бугарскиот парламент пред повеќе години со кој што тие рекоа дека нема да го признаат македонскиот јазик. И тоа беше сериозен проблем. И после тоа дојде францускиот предлог, во кој што јасно стои дека македонскиот јазик го признаваат сите земји членки на Европската унија. Во францускиот предлог, односно точно во преговарачката рамка стои македонски јазик. Дополнително, никогаш како до тогаш, кога Бугарија тој јазик го ословуваше, македонски јазик, како што е наведено во уставот, сега не стои никако е наведено во уставот. Стои чист македонски јазик. И со тоа што бугарскиот парламент ја изгласа преговарачката рамка за нас, исто како и сите други земји членки на Европска унија, таму стои македонски јазик. Ниту како е цитиран во уставот, ниту фузнота, ниту некакви звездички точки и така натаму. Чист македонски јазик. И со тоа паѓа во вода. И таа лага на премиерот дека некако македонскиот јазик е загрозен. Значи, во преговарачката рамка стои чист македонски јазик, изгласан од сите земји членки на Европска унија. Врз основа на тоа сме потпишале веќе договор на македонски јазик со сите земји членки на Европска унија, вклучувајќи Бугарија, тој договор од Фронтекс. Значи, јазикот не е никако загрозен. И тоа е вистината. И тоа граѓаните мора да го знаат. Да не ги лаже веќе премиерот дека тој е некаков голем патриот. Тој е лажен патриот. Да резервирам, не ме загрижуваат изјавите на Радев дека македонскиот јазик е бугарски дијалект, дека сме нација на 44-та и воопшто бугарски. Но еве, јас ви кажувам примери. Еве, како сме сега загрозени? Ако бугарскиот парламент изгласал чист македонски јазик. Благодарам. Извинете. Во изјава за 24 дел од родителите на загинатите деца во Врачанската дискотека Пулс, ве прозваа вас, но исто така премиерот Мицкоски, дека се саботира анкетната комисија. Вело дека со месеци добивале надеж и уверувања токму и од вас и од Мицкоски дека што можно побрзо ќе започне истата, но еве неколку месеци не се започнува. Вие исто така рековте дека ќе доставите нели членови за телото, се уште нема. Дали постои можеби некаков договор помеѓу вас и Мицкоски во врска со анкетната комисија? Гледайте, наш предлог прво беше, ќе вратам назад во тоа, во деновите кога се организираше таа работа, да има посебна анкетна комисија за Кочани и за другите несреќи за кои што сакаше ВМРО да дебатира. Тие тоа не го прифати. Се стаја под една капа. Зошто тоа го правеа, навистина не ми е јасно. Второ, ние присуствувавме на анкетната комисија која што ја водеше Димитар Апасиев, различна од оваа. Сега тука ќе бидам многу прецизен. Ние учествувавме, родителите зборува, има заклучоци на таа комисија, да ве потсетам, тоа е комисијата на која премиерот седеше првиот ред и им се смееше на родителите во лице. Зошто председател на собрание не праќа официјално барање? Затоа што е тоа официјалната поставка во собрание за да се дадат членови на анкетната комисија, ќе опрашате него. Веднаш кога ќе стигне тоа барање формално, ние сме спремни и ќе дајме членови. Веднаш не бегаме од никаква дебата. Никаква дебата, ниту за Кочани, ниту пак за било која друга работа за која што сака да дебатираат граѓаните. И во однос на договори. Гледате, договори со мене нема. Ја не сум дел од никаков договор со никако. Ниту може да има кога е во прашање и нината на државата, кога се во прашање европските интеграции и кога е во прашање
борбата со корупција и криминал. Со мене договор нема и нема никогаш да има на тие теми. Благодарам.